Почитувана македонска јавност, почитувани медиуми и колеги. Продолжуваме со дискусија по однос на сетот на закони кои значат беззаконие. Продолжуваме со дискусија по сетот посебни закони за кои законите нема да важат и продолжуваме со сетот на закони чии празни кореспондентни табели и европски знаменца ќе сведочат за тоа како власта под превезот стратешки интерес на брза лента го протнува криминалот. Денес на дневен ред ни е предлог законот за изменување и дополнување на законот за експроприација, кој е во функција, како и досегашните, на незаконското работење на власта предводена од ДУИ и послушникот Социјалдемократскиот сојуз. Немаме договор на увид, имаме празни кореспондентни табели за усогласеност со европското законодавство, кое треба да биде основ за усогласување. Имаме премиер кој мафташе со зелено знаменце за да почне градба која не смее да почне, имаме таен договор за јавни пари и така натаму. Да објаснам поедноставно. Имаме закон со кој досегашниот закон нема да важи, што значи дека со оваа власт нема разлика помеѓу законското и незаконското. Имаме закон со кој иста вредност има легалното со нелегалното и имаме закон со кој исто тежи и законот и криминалот. Со законските измени по подпишаниот договор за изградба на автопатиштата, власта прифаќа промена на законот за експроприација, со тоа што си вметнала иста вредност за обештетување да има за сите градби што би се рушеле, а се на трасата на автопатот. Не знаеме што ќе се гради, не знаеме како ќе изгледа, не знаеме каде ќе води и низ чии имоти ќе помине, не знаеме колку шуми ќе се уништат, не ги знаеме роковите, но знаеме дека е од стратешки интерес. Значи, ништо не е предвидено, освен провизиите се разбира. Каков е тој стратешки интерес за кој не се знае каде се трошат нашите пари? Дали е стратешки интерес македонецот да мора да работи 72 часа неделно и 190 часа годишно? Или, може би стратешки интерес е да плаќаме 5 пати поскапи патишта? Очекувам колегите кои го виделе договорот да ни кажат, затоа што, нели како што кажуваат, се транспарентни. Очигледно е дека повторно ќе имаме анекс на анекс за анексот, пак ќе имаме тројно повисока цена од ова што ја предпоставуваме. Со новиот закон за експроприација е прецизирано дека на стратешкиот партнер ќе му се даде во владение експропријаниот имот веднаш штом одлуката за експроприација стане конечна, без потреба истата да стане правосилна. Ке чекаат обичните граѓани, а блиските до Груби и Ковачевски по експресна постапка скриена зад поимот стратешки интерес, ке си ги добиваат сите потребни документи и одштета ке им се исплатува веднаш. Со новите решенија се олеснува и забрзува процесот на експроприација за целите на изградба на објектите од стратешки интерес во случај кога во објектите недвижниот имот кој е предмет на експроприација живее, односно врши дејност сопственикот, како и во случај на бесправни градби кои се предмет на експроприација, а во кои физички, односно правни лица иматели живеат, односно вршат дејност, да им се исплаќа соодветна закупнина со цел да им се овозможи побрзо напуштање на објектите кои се предмет на експроприација со цел за поголема ефикасност на реализирање на проектите кои се од стратешки интерес. Па како да не се сомневаме, колеги, дека токму со законот за експроприација предвидените 300 милиони евра за обештетување нема да ги давате од ракав на собствениците на недвижен имот заради вашите и само ваши стратешки цели. Правите тежок институционален криминал и легализирате грабеж од огромни размери. Ве уверувам дека со предлог законот за изменување и дополнување на законот за експроприација нема да ги надминете проблемите со имотно-правните прашања, ниту пак ќе го олесните процесот на експроприација. Работата нема да оди побрзо ако нема проект и дозвола за градба. Градбата нема да оди побрзо со изморени работници и градбата нема да се забрза со исплата на дивоградбите, бидете сигурни во тоа. Ова го велам
Затоа што ги изедначувате легалните и дивите градби на трасата на коридорите, при што за нелегалните градби ќе плаќате огромни суми народни пари за експроприација. Се што допревте, се криминализиравте. Со законски измени неправдата ја претварате во привидна правда. Како можете и да помислите нелегалните објекти кои се градени без дозвола и документи да ги обештетувате со иста мерка како и легалните? Дали тоа значи дека ако утре некој изгради нелегален објект на трасата, сте подготвени да го исплатите тоа? Богата држава сме биле, нема што. Државното кесе е во рацете на еден човек кој покажа како се игра фудбал со најскапите пенали во светот. Светот ќе не памети како држава која свесно стимулира неправда, поттикнува урбанистичко безредие, а сето тоа ќе го платат даночните обврзници. Мора да дадете одговор зошто сте прифатиле експроприацијата на легалните објекти и дивоградби да биде по иста цена и зошто сите грешки кои ќе се јават при проектирањето да ги сноси државата. Свесни ли сте дека вашата историска градба полека, но сигурно станува историска кражба? Жалам што ја контаминиравте и компанијата Бехтел Јенка со овие заткулисни игри. И ве убедувам дека ние не ја напаѓаме фирмата, ги напаѓаме пропустите кои ги дозволува владата. Замислете, владата дозволува во случај на спор да не важи македонското законодавство, туку англосаксонското право. Се продолжува работното време на 60 работни часа. Можни се проблеми со експроприацијата. Не се вклучени доволно наши фирми и уште низа други спорни моменти во договорот кои никој не сме го виделе, а замислете што ќе се случи тек кога ќе го видиме. Вие знаете дека предложените закони се неуставни, но не знам дали сте свесни дека доаѓа денот за одговорност. Овој закон за експроприација има 2 спорни члена. Член 2, каде веднаш во владение се предава имотот подложен на експроприација и без одлуката да стане правосилна, и членот 3, каде се израмнува статусот на легалните и бесправно изградените објекти. Јавноста треба да знае дека на овој начин исто ќе се обештетуваат и легалните и нелегалните градби. Според она што го кажаа владините функционери, 40% од трасата ќе поминува низ приватен имот, доколку се знае каде поминува, тоа значи дека во наредниот период може да има наплив на дивоградби и согласно предложениот закон да добијат обештетување како легалните кои платиле давачки и извадиле дозволи. Јас сум убедена дека ништо нема да ги спречи оние кои се блиски до власта, а поседуваат имоти, да почнат да градат карабини, за веднаш потоа да добијат обештетување. Со ваков закон ќе се сруши целиот плански развој и нема да има никакви потреби од урбанистички планови. Прашањето ми е кои се последиците преземени од договорот доколку овој закон се спроведе во ваква форма. Понатаму, во предлог законот се додава нов став 2, кој гласи дека за изградба на објекти и инфраструктурата од стратешки интерес, а за реализација на проектот капитални инвестиции од стратешко национално значење за Македонија, на стратешкиот партнер ќе му се даде во владение експроприираниот имот веднаш што му одлуката стане конечна, без истата да стане правосилна. Во 2010 година Уставен суд има донесено одлука, каде подеднакво иста ваква одредба ја има укинато затоа што една од темелните вредности на уставниот поредок е правната заштита на сопственоста. Тоа значи дека и законот за експроприација, како и законот за работни односи се неуставни, а вие сте презеле обврски за кои државата ќе плати пенали, иако знаете дека се неуставни. Да не споменувам што се можеше да се направи со авансите и пеналите кои ги фрливте без проект, без експроприација, а камоли градежни активности. Колеги, никој не е против изградба на патишта, ама сме и тоа како против криминалот кој очигледно го протнувате по сите основи. Знам дека поимот ревизија ве предизвикува уплав, ама ревизија на ова беззаконие ќе има и бидете сигурни дека најпрво ќе одговарате пред народот,
а веднаш потоа и пред правосудните органи. Ви благодарам.